многу предпазливо, со голема енергија и посветеност. Во овие неколку дена повеќе министри од владата на Република Македонија, тоа се министрот за надворешни работи, подпредседател за економски прашања, за европски прашања, министерот за економија, јас, кабинетот на премиерот, бевме фокусирани на разговорите поврзани со прашањата околу Косово. Косово, ако ги гледаме бројките, е значен трговски партнер на Македонија и при секоја одлука треба да сме свесни за самите последици кои што ги носиме. Некои од одлуките можеби ќе бидат повторно на штета на македонските граѓани. Затоа внимателно, предпазливо, овие неколку дена и разговаравме со властите таму, со надлежните, бевме по постојана комуникација со министерот Риколо, но и со сите министри од регионот, што денес еве се потврдува со оваа средба која што имаме во Белград. Сметам дека со целата таа наша внимателност, комуникација, трпеливост, со посветеноста и големата енергија и влог кој што го дадовме, еве се гледат резултатите. Вчера косовската влада ја донесе оваа одлука за публикување за голем дел од овие производи на царинската бариера, но бараме и особено Македонија тоа го инсистираше на денешниот состанок, заради тоа што дел од производите за кои што останува на сила ова 30% воведена царина, особено ги се однесува на некои од македонските производи за кои што во моментот имаме извоз во Косово. Навистина бараме тоа да се случи веднаш. Значи бараме публикување и тоа ќе го видите во заклучоците, итно публикување на ова одлука која што е спротивно на ЦЕФТА договорот и на договорот за стабилизација кој што Косово го има со Европската комисија. Ние очекуваме веднаш целосно публикување на ова одлука, но паралелно македонската влада ќе ги преземе сите неопходни чекори кои што ни стојат на располагање и тоа да повторам во функција во заштита на нашето стопанство, нашата економија и на домашното производство и на нашите земјоделци. Ние ги анализираме состојбите. Минатата година е над 6 милиони евра извозот на Косово на земјоделски производи, во првите 6 месеци од годината 2,6 милиони евра. Внимателно со коморите ќе ги направиме сите анализи и стоиме на располагање во делот на дополнителните мерки кои што владата ги носи во постојано во оваа година во интерес на земјоделците, но ние во секој случај очекуваме веднаш да биде повлечена и за останатите производи оваа царина и согласно заклучоците гледате дека секоја земја си го задржува правото да носи, односно да презема своји мерки, политики, механизми во функција на заштита на домашната економија, на домашното производство. Во секој случај ја поздравувам оваа средба која што денес имавме плодна во Белград, која што во функција на отстранување на сите бариери, трговски бариери кои што ги имаме во регионот. Дополнително воведуваме нови механизми како што оперативното тело кое што ќе работи на секојдневна основа и ќе биде во комуникација постојана, ќе ги разменува сите информации и ќе биде посветено на отстранување на сите трговски бариери кои што ќе бидат излистани и ќе се работи се до стапување на сила, носењето и стапувањето на сила на протоколот 7 на ЦЕФТА. Да повторам, не значи никаков паралелизам, туку една дополнителна вредност која што на земјите од регионот на вистина ќе им служи. Ние како Македонија сме целосно посветени на носење на сите меморандуми и договори кои што се во рамки на регионот, така и со Србија веќе ги усогласуваме меморандумите, односно договорите кои што треба да бидат подпишани во делот на ФИТО и во делот на безбедноста на храната. Силно сме посветени на носење на сите овие неопходни документи, механизми и еве даваме една целокупна голема шанса на оваа регионална дополнителна соработка која што сметам дека ни е потребна. Во делот на оваа конкретна мерка на вистина ја праќаме таа силна порака од тука од Белград дека очекуваме веднаш итно да биде повлечена за сите производи за кои што беше уведена оваа царина.